В понеделник тутунарите се враќаат на откупните пунктови. Продолжува откупот на тутунот, а протестите се ставени во време на мирување. Ситуацијата ќе се следи до следниот петок, за кога е закажана нова следна средба на производителите и откупувачите со министерот за земјоделство Аријанит Хоџа. Ова е договорено на денешниот работен состанок во Скопје, што се одржа меѓу тутунопроизводителите, откупувачите и ресорниот министер. И реално следен петок ќе имаме дополнителен состанок заеднички во ист состав за да цениме дали има подобрување во делот на купувањето, односно откупот на тутун или не, и врз основа на тие заклучоци ние ќе одлучиме во петокот како ќе се одвива понатаму. Реално го кажувам дека тутунопроизводителите барат да се цени нивниот труд, односно тутунот по правилникот што веќе е објавен од страна на Министерството, и тие барат значи да се пушти линијата во цел капацитет за да може навремено да се заврши целиот откуп. Нормално, за разлика од другите години, ова година многу малку е откупен тутун, заради тоа што беа и протестите и незадоволството од тутунарите, доколку лани до овој ден имаше 40% откуп на тутун, ова година има 1,6% и нормално ова е загрижувачката слика, но мислам дека веќе имаме позитивни сигнали и тоа што задоволни излегува и одборот на тутунопроизводители што протестираат, и верувам дека штом се прекинуваат привремено протестите, веќе може да кажеме дека ова е позитивно, имаме. Тутунарите остануваат на барањето за реална проценка на родот и минимална откупна цена од 200 денари за килограм. Признаваат дека квалитетот е нешто послаб од претходните години, но не е велат и толку лош. Повторно укажаа дека откупувачите манипулирале со нив. Освен што повисоките класи ги ценеле помалку, има одбивале и за наводно најдени камења, круши, јаболка, стакла во балите. Ги повикувам сите повереници од понеделник да се вратат на вагите и да ја тераат работата за која се ставени. Секоја кутија што нема да биде реално проценета, да биде трната настрана, а ако проценителот не се согласува со проценката, да биде доставена до второстепена комисија. Доколку одбитокот е поголем од 5% и таа кутија да се тргне и веднаш да не известат нас инспекторатот за да се види директно на терен зошто е тоа така, изјави претседателот на Сојузот на тутунски здруженија Менде Стомнаровски. Инаку министерот информира дека барањето за субвенции до 200 денари не е доставено до Министерството, но на производителите им укажано дека владата дава 30 милиони евра годишно за субвенционирање на тутунот или 1/3 од целиот буџет за субвенции.